Презентирани техничките детали од функционирањето на системот за јавно осветлување во градот Охрид, што како проект за јавно-приватно партнерство општина Охрид го реализира во соработка со чешката фирма ИЦС Системи од Карлови Вари. Градоначалникот на општина Охрид Никола Бакрачевски истакна дека придобивките кои општина Охрид ги добива со замена на системот на улично осветлување со LED светилки се големи. Се работи за комплетна замена на постоечките светилки со современи LED светилки во вкупен број од 7627. Понатака инсталирање на нови 461 фенери со автентичен изглед во стариот дел на градот. Понатака уште 103 рефлектори кои што ќе ги осветлуваат значајните културни историски споменици, паркови и објекти во градот Охрид и уште 50 подни LED рефлектори и секако она што е за нас особено важно, а тоа е проширување на системот за јавно осветлување со дополнителни 620 светилки. Бакрачевски потенцираше дека овие дополнителни светилки ќе представуваат нови инсталации кои со урбанизацијата во иднина би се користеле за осветлување на други делови од градот. Амбасадорот на Чешката република во Македонија Мирослав Рамеш истакна дека ова е добар импулс за развој на соработката помеѓу Македонија и Чешка. Ваш град е лепи град, а мене е јако драго да заслужи. Вашиот град е многу убав и заслужува вакво осветлување. Заслужува нешто специјално. Многу ми е драго што Охрид оствари соработка со чешка фирма, која е само еден добар импулс за соработка и планираме во месец јуни да организираме бизнис форум во Охрид, каде ќе се отвори можноста за соработка и со други претприемачи од Чешка. Председателот на компанијата ИЦС Системи Либор Сладки истакна дека ова е модерен тренд на осветлување со оглед на нашата природа и екологија. Е потреба, мислев, не едном на Не е потребно само да се мисли на јавното осветлување, туку и на тоа како се произведува електрична енергија за да се заштеди не само на крајот, туку и на почетокот, да се мисли и на создавањето на стаклената градина. Со оглед на тоа Охрид преку ова осветлување се движи во вистинскиот правец. Сладки додаде дека целиот свет се стреми кон заштита на енергијата што всушност е придобивка од LED осветлувањето. Инаку проектот за модернизација на јавното осветлување на територијата на Охрид е меѓу најзначајните кои што Охридската локална самоуправа го реализираше во 2015 година.